Вака изгледа многу смут или како зборуваме, значи сте почнале на старт, задоволни се клиентите, понатаму растете, одите, отварате канцеларии во Америка, работите на начинот на кој што сакате, со меѓународни клиенти, на кои што нели ја имаат довербата да им дојде договор со компанија од Америка кој што знаат дека е таму регулиран. Меѓутоа, колку имаше предизвици сето овој целиот овој успех? Имате ли некој пример, нешто што се случило, кое што, да кажеме, не знам, ви направило некаков тип на пречка во развојот? Сите приказни од надвор изгледаат така, нели? Како да е се смут. Ама нема да имаме филмови ако е на вистина така, мора да има плот твист некој. Многу сакам вакви прашања, зашто секогаш највеќе се учи баш од такви одговори, се охрабруваат луѓе да пробуваат, бидејќи инаку гледаме само успешни приказни за кои мислиме дека сите услови биле исполнети, а во суштина не е така. Ќе споделам пример од почетокот на годинава. Се случи огромен предизвик за нас како компанија во Америка. Беше по медиуми тука, веројатно голем дел од гледачите, слушателите се запознаени. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. Банка Силициумске долине банкротирала je i to drugi je najveći bankrot jedne finansijske institucije u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Банката Силиконска долина пропадна, што резултираше со вториот најголем банкрот на финансиска институција во историјата на САД. Имаше колапс на една од поголемите банки во Америка, Silicon Valley Bank, банка која што беше банка одбрана од најголем дел од стартапите, од инвеститорите во Силициумската долина. Таму беше и нашата компанија регистрирана, сметката на нашата компанија беше во таа банка. И некако се случи преку ноќ, петок вечер, после работно време за нас. Тоа е можеби еден од предизвиците на работа со странски компании, нели, зашто голем дел од секојдневните предизвици можеш да ги совладаш, ама ваква голема новост која ќе ти дојде навечер, немаш нешто премногу избор на активности што можеш да ги направиш, нели. Во Америка се уште беше работно време, се расширија вести дека банката не е најликвидна, дека можеби ќе пропадне. Сите инвеститори ги советува нивните портфолио компании да си ги повлечат сите финансии од банката и ова се случуваше. Ние ја дознавме веста 11 пред полноќ. До сабајле веќе најголем дел од компаниите си ги повлекле парите од банката и преку викенд банката беше затворена. Во понеделник веќе не постоеше. Страшно звучи. Беше страшно. Имаше приказни дека не праќале пари на сметка веќе, зашто голем наплив на основачи, на директори од компаниите. Па луѓе со милионски чекови се шетале по улици во Сан Франциско, зашто тоа бил единствен начин да си ги подигнат парите од банката. Спомна снимање филмови, тогаш се шегувавме дека ќе го гледаме на Netflix ова за некое време, па сега уште не знам дали ќе биде така. Ама во секој случај за нас беше огромно искуство. Тоа беше единствена банка кај што имавме сметка во моментот и од овој аспект е комплетно несоодветен менеджмент на ризик, нели? Меѓутоа секогаш кога планираш на што да ги фокусираш ресурсите, пропаѓање на банка, так посебно во Америка ни се чинело дека е последното нешто на што треба да се фокусираме и дека е нешто што ќе си дојде кога ќе стане компанијата малку позрела. Сега имаме така секојдневни предизвици за решавање. Така да тогаш се направивме така некој кризен штаб, се собравме со неколку колеги да разгледуваме опции, да видиме кои ни се следни чекори. Правевме сценарија, ги разгледувавме сите сценарии, од нелошото до потенцијално извлекување од ситуацијата како ништо да не се случило. И викендот, уствари, направивме стратегија за преживување на фирмата, што ќе треба да се случи во наредните месеци, за ние да може да си ги сервисираме сите трошоци кон луѓето со кои што работиме, да може да се покрие се и компанијата да продолжи да расте до крајот на годината. Како го направивте тоа? Ова беше многу интересна ситуација, пошто се случи, беше 8 март, 8-9 март, нешто така. Така да. Во Адева payroll оди на 15. И тоа
15 мислам дека беше понеделник. Да. Во понеделник треба да Една недела исплатиме подоцна. треба да исплатиме плата. А тековно со клиентиве се договарам, мислам договорите со клиентите ни се до 15 да ги наплатиме сите фактури, за на 15 да можеме да исплатиме плата на во повеќе од 40 земи. И сега доаѓа момент, ние сме наплатиле, мислам клиентите платиле фактури и ние на 15 треба да исплатиме сериозна сума, милион, повеќе од милион плати. И петок возиме на кај дома, кате отвара телефон, банкава колапс, крај. Еле. Толку. И вие немате практично ништо од париве кои што стигнале со кои што треба да ги исплатите Сите беа луѓето. замрзнати, да, сите средства беа замрзнати во банката, не се Банката знаеше. колапс, немаш пристап до сметка, не можеш да извадиш ништо. Системите дали намерно ги исклучија или наплив на многу барања прекинуваат и седиме дома, гледаме вести, чекаме ќе се сенаторката А ќе си речеш во срцето на технологијата не може да им падне системот и никако не размислуваме дека воопшто дека тоа може да се случи на американска банка каде што многу силни компании ги имаат ставено своите средства, си велиме дека сигурно тука ми се побезбедни парите. Што се случи после, ви ги одмрзнаа средствата, ви ги вратија?